Продадени се околу 30.000 билети. Каква е атмосферата во градскиот парк? Па Маја, навистина атмосферата е фудбалска, може така да се каже, доста еуфорична, бидејќи градскиот парк полека се полни со навивачи, кафеаните во Дебармало, како што можев да забележам, исто така се преполни со навивачи, веќе се слушаат и навивачки песни за Вардар, би рекол буквално фудбалски празник е денеска во главниот град во Скопје, тука пред арената Филип II. Веднаш тука зад мене и билетарата на нашиот најголем стадион, па се продаваат и последните билети, како што кажа и ти, веќе се продадени околу 30.000, се остануваат да се продадат уште неколку илјади билети. Оние последни навивачи кои не обезбедиле билет денеска ќе можат тука точно пред надпреварот да си купат билети по символична цена од 100 денари. Околу надпреварот вечерва Вардар мора да слави за да оди во третото квалификацијско коло, барем победа од 1-0, по оние 0-0 на Кипар на Никозија. Вечерва гостин во вестите на Канал 5 е господинот Срген Захариевски, кој е екс-фудбалер на екипата на Вардар. Захариевски, моментално сте фудбалски тренер. Игравте за Вардар, имате искуство во Лигата на шампионите. Што треба да одигра Вардар вечерва против АПОЕЛ, против еден силен противник? Ќе нагласиме дека кипраните се фаворити во овој двомеч со Вардар, но во Скопје пред оваа фанатична публика, пред 30.000 навивачи, се е возможно. Најпрви добар ден на сите гледачи на вестите на Канал 5. Мислам дека Вардар концепцијски не треба ништо да менува од оној надпревар, бидејќи веќе последната година се гледа работата на Андреев. Тој е многу цврсти во одбраната. Нападите ги завршуваат со 2-3 играчи, чекаат на контри и тоа го проба и во Кипар, но за жал не им успеа, не направија некоја шанса. Мислам дека и денешниот надпревар ќе биде сличен, но со тоа што ќе им се даде поголема шанса на нападјачите. Мислам дека ако таму надпреварот го ја изнесе одбраната начело со Томе Пачовски, сега мислам дека редно е средниот ред да проработи со нивната инвентивност, бидејќи според мене тоа е мозокот на тимот. Тоа е дел од тимот каде што зависи буквално целата игра, дали одбраната ќе излезе повисоко, дали шпицевите ќе бидат поупотребени. Тоа е нивна цел и нивна задача, нивната инвентивност, во нивната креативност да ја задржат топката, да имаат проигрувања, да имаат дупли пасови, да бидат побрзи и со тоа да ја пренесат играта на противничката половина, па тогаш да се види и брзината на Блажевски, да се видат брзината на минатогодишната брзина на Сани, кој беше дел еден од постандирните играчи, и секако новото засилување Аце Стојков, каде што исто има таква брзина како овие, и мислам дека тоа е концепцијски така ја гради Андреев играта и веќе после ова година тоа е неговиот стил и веќе е препознатлив. Значи, реално преку брзите играчи Вардар треба да очекува да го загрози тимото од Никозија. Бевте дел од Вардар во онаа сезона 2003 година, односно она лето 2003 година, кога Вардар стигна на прагот до групната фаза од Лигата на шампионите. Бери Таун елиминиран во првото квалификацијско коло, потоа екипата на ЦСКА Москва, која според УЕФА е едно од најголемите изненадувања во историјата на Лигата на шампионите, и потоа еден несреќен пораз од Спарта Прага на домашен терен, на гостински терен 2:2. Дали може овој Вардар да го повтори тој успех од Вардарот пред 12 години, да дојде барем близко до групната фаза од Лигата на шампионите, или евентуално барем плейофот кој знаеме дека потоа води во групната фаза од Лигата на Европа? Па зашто да не? Ние ќе бидеме уште погорди и секој македонски биде уште погорд ако стигнеме до групната фаза на Лигата на шампионите. Но ако направиме една паралела, мислам дека ние тогаш игравме за гол повеќе. Например, со Бери Таун дадовме 3 гола дома, 1 гол у гости, 3:0 заврши тој надпревар, 1-1, значи 4 гола на тој надпревар. 3 гола дадовме на ЦСКА, 2 у гости, 1 дома, и 4 гола дадовме на Спарта Прага, 2 дома, 2 у гости. Игравме едноставно поотворено, доста и примивме голови. Така да, ако тогаш не посака со ЦСКА, мислам дека со Спарта Прага незаслужено бевме елиминирани, особено на тој вториот надпревар и на првиот надпревар, каде тие 2 гола ги примивме несреќно, а на вториот имавме безброј шанси, не реализиравме. тогаш можда и нашето искуство во Европа пресуди,
Но сега тоа е минато, сега ќе им посакаме на Вардар се најубаво. Од срце им посакуваме да поминат и мислам дека Вардар на чело со новиот спонзор Самсоненко и со условно новиот тренер, бидејќи у Европа се соочуваат сега со ваков предизвик, за прв пат ќе почувствуваат силата на Вардар. А силата на Вардар ќе видат денеска од трибините и мислам дека ако поминат понатаму ќе видат што значи Вардар за Македонија. Захариевски, ви благодарам и се надевам дека ќе имаме повторна можност да разговараме во следното коло веќе дуел со Митилнат. Па се надеваме и стварно им посакуваме уште. Сега е многу топло, ќе сакаме и да залади, да биде ладно за да ги гледаме. Не за игра, него да отидат понатаму, да ги гледаме и во септември и во октомври. На тоа мислев да ги гледаме во поладно време, подобри услови за игра, да отидат понатаму и зашто не да отидат во групната фаза. Ти благодарам уште еднаш. Студио е, како што кажа Захариевски, АПОЕЛ вечерва ќе почувствува силата на навивачите на Вардар и на клубот Вардар.